Здраво и добродојавте во петото видео од програмата Баре работа со Мастер LinkedIn. Ова видео ќе се фокусираме на два концепти: вмрежување, односно како дигитално да ја зголемиме нашата мрежа и да запознаеме други индивидуи кои што работат во нашата поле на работа, и интервју, како да се подготвиме за интервју. Кои се 5 важни аспекти кои што би требало да ги имаме спремни за нашето прво интервју. Ќе почнеме со мрежување. Мрежувањето може да се направи на неколку аспекти. Првиот и на некој начин очигледен аспект е да се појавите на физички настан, без разлика дали тоа настан, семинар или конференција, кој што во полето на вашата работа, и да покажете интерес за да продискутирате на различни теми кои што се актуелни со вашите колеги или со луѓе од индустријата. Ова е важно затоа што околу 40 до 50% од работните места се пополнуваат со препорака. Односно, прашуваме некој со кој што се знаеме, дали знае отворено место за позиција или му спомнуваме дека бараме работа, и потоа таа личност не кажува дали во нивната фирма вработуваат и доколку да, ако ние сме соодветни за таа работна позиција, не препорачуваат. Па потоа можеме да извлечеме заклучок дека голем број на работни позиции вака се пополнуваат. И затоа е важно доколку можеме да ја зголемиме нашата мрежа, затоа што со текот на годините ќе имаме многу повеќе можности за работа, а со тоа и многу повеќе можности за напредок. Дигиталниот начин на зголемување на нашата мрежа ќе го поделиме во два аспекти: групи и настани. Групи, прво ќе отворам на Facebook групи, затоа што тие се на некој начин најлесно да влезете во нив. Најголем дел од заедницата кога се работи за нашата држава е тука и можете тука да видите прво различни понуди за пракса или работа, второ информации за текови трендови и трето да побарате помош. Во Сојузен комитет на програми има околу скоро 19.000 членови, 18.700, и тука можеме да видиме дека има доста дискусија околу можности за работа, можности за пракса, информации и дури заедница каде што ментори споделуваат знаење со луѓе кои што сакаат да научат. Тоа е нешто кое што може да го добиете како информација само ако сте член во оваа група. Потоа, во Македонски форум за дигитален маркетинг можеме да видиме дека има околу 5000 членови и повторно може да приметиме дека има доста дискусии околу помош за практика во маркетинг, исто така огласи за пракса каде што ние можеме на некој начин да се запознаеме со фирми кои што нудат работа или пракса и да ги сконтактираме за истата. Повторно има совети, има на некој начин вредност која што се дава и има доста разговори. Тука може да најдете помош за кампањи, реклами и слични активности. Третата група која што сакам да споделам е Creative Exchange. Тука скоро исто има околу 19.000 членови, исто можеме да видиме дека тука има доста дискусии за креативни тематики. Значи тука можеме да видиме дискусии за фонтови, дискусии за принт, за книга, за кавер, за стрипови и за слични креативни теми на кои што се работи. Тука е добро место, дури би рекла и одлично, доколку имате некој начин да развиете дискусија за вашата индустрија и може да добиете и совет и насока. Постојат многу вакви групи на Facebook, ова се конкретно 3 групи во кои што јас сум член веќе 5 години и ги имам користено. И затоа сакам да ги споделам и сметам дека може да ви бидат корисни. Со тоа би завршила со Facebook како платформа. Има и други начини за мрежување, но јас чисто сакам да ги нагласам овие. Од таму преминуваме на LinkedIn. LinkedIn има два начини на кои што може да се мрежуваме. Првиот е групи, каде што ние можеме, ако побараме пример IT проекти менеджмент, полето во кој што работам, да видиме неколку групи каде што веќе сум член и може да ги видиме постовите. Со овие групи можеме да спориме со членови на нашата заедница, доколку има настана организирана од група да присуствуваме. Некои групи даваат и попусти на курсеви сертификати и слично, така да и тоа може да го искористиме. И исто така тука да постираме наша содржина, каде што ние можеме да добиеме повеќе видливост. Имаме на Instagram еден рил кој што покажува дека пост на LinkedIn сам по себе постиран имал 50 лайк. Истиот тој пост споделен во група со каде што таа содржина има на некој начин допадливост, има станато вирален и самиот тој пост има околу 950 лајка. Таквиот пример може да го најдете кај нас на Instagram и тоа е само еден пример за колку голема може да биде моќта на групите на LinkedIn. Од групи преминуваме на настани. Настани на LinkedIn има многу, тековно може секогаш да проверите со барање на вашата поле на индустрија и исто така настаните кои што се поставени. Моментално има околу 1300 настани. Еве да кажеме дека сакаме да присуствуваме на некој настан. Го селектираме настанот, повеќето настани
настаните се онлайн, се бесплатни и се аудио. Има и настани кои што се платени, дали настанот е бесплатен или платен, откривате на регистрација. Доколку кликнете нова копче регистрација, LinkedIn ќе повлече форма со вашите лични информации, број, мејл и слично, и вие од таму ќе испратите вашите информации за присуство на настанот. На повеќето настани само се селектира регистри и после тоа вие сте регистрирани за да присуствувате на настанот. Настаните на LinkedIn за аудио, како што споменав претходно, значи вие можете да бидете на прошетка или може паралелно да си работите и да сте на настанот. Има неколку работи кои што се важни за ова. Прво, важно е доколку сте на ваков настан да имате интеракција. Без разлика дали таа интеракција е прашање према говорникот или можеби реакции за време на предавањето, за да може да изградите врска со некој од вашата појана индустрија и да може да разголемите вашата мрежа. Сега откако ги поминавме овие начини на мрежување, би сакала да ве потсетам дека кога се работи за било кој од ресурсите што ќе ги спомнуваме во видеата, истите се лоцирани во нашиот едукативен хаб со ресурси. И доколку имате потреба од тоа, можете да се пријавите на формата. Доколку знаете некој што исто така бара работа, можете да споделите формата со него за да ги добиете тие ресурси и информации. Тука би застанале со ресурсите и едукативниот хаб и би се фокусирале на совети за вработување. Овој дел од видеото ќе биде доста практичен, сметам дека некои од овие информации веќе ги знаете, некои мислам дека ќе се нови, но за секој случај ќе ги структурираме на начин каде што тие што се најочигледни ќе бидат последни, а тие што се најважни ќе бидат први. Прво е најважно да имате информации за каде сакате да се вработите. Кои се нивните производи, услуги или сервиси? Каква е нивната компанијска култура? Колку луѓе работат? Каква е компанијата? Како компанијата расте? Ако добро се сеќавате, во претходното видео ви покажам дека на една од платформите УТА може да се видат доста информации за платформата. Доколку аплицирате за работа, добро да ги научите сите тие информации за да можете на интервјуто за работа да покажете вистински интерес. Вистински сме заинтересирани за работната позиција кога вложуваме време и труд за да направиме нешто со кое што ние ќе се истакнеме во интервју процесот. Вториот аспект е доста едноставен. Поставувајте прашања. Прашајте како се мери успехот, кои се вашите можности за напредок во организацијата, што се очекува нови од работа во првите 6 месеци. Со само тоа, вие не само што прашувате информации за компанијата, туку исто така се гледа дека и вие сте заинтересирани за да бидете дел од компанијата, со тоа што вие навлегувате детално во нивниот начин на функционирање и како вие би се вклопиле во истиот. Третиот совет мислам дека е доста едноставен, но исклучително важен, а тоа е на некој начин да изразите благодарност после интервјуто. Сметам дека ова е нешто поценето кое што веќе не се практикува во денешно време. Откако ќе заврши интервјуто, наредниот ден или вечерта во текот на денот, откако ќе помине интервјуто, може да пишете благодарност до менаџерот за вработување. Тоа е кратка порака, која што ние кажуваме: здраво, ви благодарам за можноста денеска за интервјуто, се надевам на можна соработка со компанијата заради X или Y причини, сметам дека би можеле да оствариме одлична соработка, ви благодарам на вниманието, поздрав, имајте убав ден. Со самата оваа порака вие создавате на некој начин личен и персонален допир во интервју процесот, кој што е реток и кажува дека вие обрнувате внимание на детали и сте навистина заинтересирани за позицијата. Четвртиот совет сметам дека е доста очигледен, но сметам дека исто така треба да се нагласи за тоа што често во денешно време не се почитува. Бидете точни и навремени. Доколку се работи за интервју, кој што е на далечина, камерата треба да ви е вклучена, микрофонот треба да ви е вклучен пред да влезете на повикот или откако ќе влезете на повикот. Не може да имате интервју само со аудио. Исто така, треба да има соодветно ниво на светлина, треба да има соодветно ниво на видливост и треба да имате професионален сетап. За некој да може да не работи на далечина, треба самите ние да имаме докажано дека ние можеме да работиме на далечина, а тоа го докажуваме со кредибилитет и со поставување на правилна работна средина. Вториот аспект на кој што ќе се фокусираме и последниот аспект од ова е да бидеме навремени. Без разлика дали се работи за работа на далечина или во живо. Дури кога сме на локација во живо, е добро да сме 5 до 10 минути пред време. Така покажуваме внимание и доследност на временската рамка и покажуваме дека сме заинтересирани за интервјуто. Последниот совет би рекла дека е наједноставен, а тоа е да бидеме облечени прикладно за интервјуто. Без разлика дали се работи за
маичка или кошула, важно е облеката која што ќе избереме да кажува дека е соодветна за наработна локација и дека не прекршува некои правила и прописи кои што компанијата можеби ги има. Ова е многу едноставно и верувам дека ќе биде лесно да го имплементирате. Денеска покривме доста тематики, па би сакала да застанам тука. Се гледаме во следното видео и ви посакувам среќа во потрагата по нова работа. Како и секогаш, доколку имате коментари или сугестии, оставете ги во коментар. И се гледаме во следното видео.